Првата македонска фудбалска лига по сезона 2019-2020 од 10 екипи беше проширена 12 екипи. Се до минатата сезона 2025-2026 кога беше донесена одлука фудбалската елита на Македонија да се скрати на 10 екипи. Поради кратењето на лигата повеќе екипи испадна, а тоа што два прволигаши испадна во баражите од второлигаши, минатата сезона од прва во втора лига се преселија дури 5 екипи. Последен пат прва лига со 10 екипи беше во сезона 2019-2020 кога поради пандемијата со COVID-19 лигата беше замрзната до 23-то коло, а од следната сезона 2020-2021 истата се прошири на 12 екипи. Во новата сезона, односно 2026-2027, одново ќе има дебитант. Тоа ќе биде Шкендија Рачиново, а прволигашки фудбал се врати во штип по сезона 2023-2024 кога Брегалница како последно пласиран испадна од елитата, а сега како шампион во втора лига по 2 сезони се врати во прва лига. На истокот единствено прволигашки фудбал ќе има само во штип, откако Брегалница успеа да стане шампион минатата сезона и одново да биде прволигаш, а по испаѓањето на Брејара Струмица од прва лига, прволигашки фудбал на истокот освен во штип во друг град нема да има. Многу големи фудбалски центри остануваат без прволигашки фудбал, како Битола по испаѓањето на Пелистер, а пак Прилеп постанува и без второлигашки фудбал. Во Струмица ќе се гледа второлигашки фудбал. Велес од сезона 2021-2022 е без прволигашки фудбал, а веќе втора сезона поред ќе биде и без второлигашки фудбал. Ако се погледне фудбалската карта на Македонија и по градови каде ќе има прволигашки фудбал, најмногу екипи доаѓаат од Скопје. Тоа се шампионот Вардар, екипата на Скопје, од Автокоманд и дебитантот Шкендија Рачиново. Прволигашки фудбал ќе има и во Тетово, Струга, Кавадарци, Гостивар, Куманово, Кратово и Штип. Најмногу титули има Вардар, вкупно 12. Шкенди има 5, а пак Работнички има 4, додека пак Силекс 3 пати беше шампион на Македонија, а интересно за кратовскиот прволигаш е тоа што дури 7 пати беше вице шампион, а титул очека од сезона 97-98.